Почитувани, аферата Броило на Ковачевски зазема димензија од десетици милиони евра кога дезертерот Ковачевски доаѓа на позицијата премиер. Денес објавуваме нови сознанија која е основата на соларниот картел создаден преку исклучителна трговија со влијание, злоупотребувајќи државни позиции и функции. Сомневањата се дека Ковачевски и кумот формирале приватна фирма за производство на фотоволтаици за да продаваат на државната ФЕЦ Осломеј. Односно, кумот и Ковачевски формираат компанија, а државата обезбедува милионски бизнис. Еве ги чекорите кои ги направиле. 8 месеци по седнувањето на Ковачевски на премиерското столче на 24.8.2022 година, од него основаната Pixel Group основа фирма за изградба на фабрика за фотоволтаични панели во Тирз, Тетово, заедно со бугарската фирма АЕ Solar Horizon од Софија, под името АЕ Solar АД Тетово. АЕ Solar АД Тетово, според надписите во медиумите, е инвестиција во висина од 54 милиони евра. Во неа, уделот на фирмата основана од Ковачевски е 40%. Делот, кој таа според ова ќе го инвестира во фабриката е 21,6 милиони евра. За извршен член на одборот на директори е именуват кумот на Ковачевски Горанчо Паунов, а за неизвршен член на одборот на директори Мирјана Паунова, негова сопруга, кума на Ковачевски. Дури и бугарската фирма партнер на соларниот картел е формирана откако Ковачевски станува премиер во Македонија. Имено, од јавно достапните податоци се гледа дека фирмата партнер на Pixel Group, основана од Ковачевски Solar Horizon АД Софија, е формирана на 24.3.2022, скоро 4 месеци откако Ковачевски е избран на премиерската позиција, и тоа со 15.000 лева основачки капитал. Дали бугарската фирма партнер е основана практично само за партнерство со Pixel Group, основана од Ковачевски? И колку ќе ја чини ова Македонија? Како што веќе брифираа медиумите, владата треба да потпише и договор за државна помош со фирмата во која Pixel Group, формирана од Ковачевски, е 40% собственик. Имено, доколку АЕ Solar АД Тетово добие државна помош, тоа ќе значи дека премиерот Ковачевски потпишува државна помош за фирма во собственост на фирма основана од него, а застапувана од неговиот кум. Ова не е прв пат кога фирмата основана од Ковачевски зема државна помош. Pixel Group има 8 исплати од државата од 2019 до 2021 година. 8 исплати од државата. А за половина од тоа време Ковачевски е заменик министер за финансии. Во овие 8 исплати, исплати им се вкупно 443.000 евра. А во периодот од 2020 до 2021 исплати се вршени и од Фондот за иновации во вредност од 70.000 евра. И тоа исто така време во кое Ковачевски е заменик министер за финансии. Во дел од овие исплати, Ковачевски веќе и мандатар за состав на новата влада. Почитувани, Ковачевски е жив фатен во центарот на аферата Броило и соларен картел тежок 26 милиони евра. Тој нема повеќе легитимитет да ја извршува премиерската функција и треба веднаш да си поднесе оставка.